Вие ја следите и гледате емисијава на Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Бети и Јон Треновски. Почитувани, чест ни е да го поканиме и господинот Ристо Николски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Ако се слушаме, господине Николски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден Австралио, поздрав на сите македонци каде и да се, поздрав од татковината. Господине Николски, добро утро и од мене и ви благодариме што е повторно сме заедно. Многу чест гости сме ни, многу ве бараат. Тоа е за мене задоволство, бидејќи ја знам дека македонците во Австралија и низ целиот свет се Господине Николски, на самиот почеток сакаме да го слушнеме вашето обидување за една многу актуелна тема која не е чисто политичка, но сепак поврзана со политиката. Како гледате на оваа состојба во која се наоѓа Македонија со огнените стихии? Кај кого треба да се бара одговорноста? Дали можеше да се спречи сето ова? Видите, тоа е само нов доказ дека државата не е подготвена за секојдневното битисување, бидејќи факт е дека секоја година во јули и август особено кај нас се пеколни температури и секоја година има пожари. Мислам дека самиот факт дека купивме два канадери специјални авиони за гасење на пожари и дека тие се неупотребливи сеат по некои хангари покажува крајна неодговорност. Тоа е првиот факт и првиот дел од ситуацијата. Вториот дел е дека државата прогласи кризна ситуација. Значи, ситуацијата не е нормална. И се замислите, место на чело на тој кризен штаб да биде премиерот како најодговорна личност во државата за секојдневните политики, тој е на одмор. Ќе ви кажам само една споредба од тука од близина, не мора да одиме подалеку за одговорноста која секојдневно ја покажуваат западните и други политичари. Пред некое време, месец дена или отприлике толку, имаше сообраќајна несреќа на косовски автобус во Хрватска. Косовската претседателка Вјоса Османи беше во тој момент гостинка на Олимписките игри во Токио. Таа веднаш се врати. Таа не може ништо да промени после сообраќајната несреќа, ali тоа беше гест на одговорност. Кај нас пожарите беснеат. Загрозени се села, загрозени беа градови, а главниот во државата го нема. И не само тој, еден дел од неговата екипа. Мелам, тоа не треба да човек биде многу ни паметен, ни интелигентен, ни информиран. Тоа покажува крајна неодговорност. Значи, вие сте на одмор, си уживате, се дружите, се капите, разбирате, на море или каде и да сте, а државата ви гори. Мислам, тоа доволно кажува. Така да, ова е само нов доказ за крајна неодговорност, за крајна неподготвеност, затоа што одговорноста не се реализира само во моментот кога доаѓа кризата или кои ќе се појавуваат проблемите. Тоа е многу однапред, бидејќи се работи за да се подготвите, да ги се избегнат штетите и несреќите. Некои работи се непредвидливи, например земјотресите, али пожарите во Македонија се редовна појава и велам, ова што се случува е апсолутно неприфатливо и за ова треба да се понесе дури и кривична, а не само политичка одговорност. Во право сте, господине Николски, вие сигурно имавте можност да ги погледнете пораките испратени за време на чествувањето на најголемиот и најсветло македонски празник Илинден од страна на претседателот Стево Пендаровски, на премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, понатака од спикерот на собранието Талат Џофери и секако од Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, најголемата опозициона партија во Македонија. Денес сакаме да ни ја проанализирате колку што може пократко, ако може, секоја порака посебно. Ке започнеме со претседателот Пендаровски, кој треба да биде татко на нацијата и кој се трогна да не одржи говор на Мечиткамен, а со тоа го покажа неговиот безобразлук, покажувајќи непочитување кон жртвата на хероите дадена за Македонија, македонскиот народ и нација, па наместо тоа тој имаше само една кратка видеопорака. Каде води сето ова, господин Николски?
Од што се уплаши Пендаровски? На кого му ги исполна жалбите? Успее ли да го убеди народот дека ова го направил за да нема поделби, или пак се исплаши од народот? Дали кукавичлукот на Пендаровски му го одзеде на народот чествувањето на жртвата на линденците? И што треба да направи било кој политичар, вклучувајќи го и Пендаровски, кој се плаши од собствениот народ? Простите, многу прашања собрани во едно, ама познавајќи го вашиот капацитет, знам дека ги разбавте сите, ги слушнавте и ќе ни дадете одговор на сите. Видите, однесувањето на председател Пендаровски во врска со празникот Илинден, нашиот најголем празник на современата македонска историја, почнувајќи од Илинденското востание, кој е символот на оваа државност, па до Асном, кој е најважниот, најголемиот, најсветлиот современ македонски празник, бидејќи Асном значи создавање на современа македонска држава. Вие во една таква ситуација, значи денот е прогласен за национален ден на Македонија, да вие организирате некаква квази прослава во Крушево без народ пред се, а тоа е народен празник, покажува дека сте ја промашили работата. А зашто тоа се случува? Затоа, тоа е многу јасно, затоа што ако имаше народ, имаше свиркање. Председателот ќе зборуваше за некаква Северна Македонија. Народот тоа не го прифаќа. Значи, самото тоа што се избегна говорот, покажува дека има страв кај председателот се појави пред народот. Второто, каков и да одржеше говор тој таму, ќе реагира и Бугарија и Грција, бидејќи ние прифативме дека македонска држава нема, ние со Бугарија разговараме околу тоа чив е Илинден, дали Илинден, востанието Илинденско наше, разбирате, или е да бугарско, и разни други работи кои ја девалвираат оваа држава и покажуваат дека таа де факто е трансформирана на начин кој не е препознатлив. Вие да организирате, и таму дојдоа, ги видовме на телевизија коњаниците кои се еден светол показ на чувствата на народот, одат од разни делови од Скопје и така натака, да до Крушево, да го покажат, да ја покажат големината на тој наш празник, и тие се појавија таму, ги ставија некаде зад Мечкин камен и вике не ги видовме. Значи, вие да правите прослава на Мечкин камен во Крушево, каде ќе имате, не знам, 50-тина или 70-тина избрани гости, вклучувајќи го и дипломатскиот кор, без народ, па тоа, извините, во најмала рака тоа е срамотно. Ако вие правите некоја свечена академија, имате театар во Скопје, и тоа ќе знаете дека правите свечена академија, народот не може да биде поканет, ќе има само поканети гости, а не може да го правите тоа во Крушево. Велам, тоа се работи кои се недозволиви, меѓутоа кои покажуваат дека македонската држава таква каква што беше веќе не постои, дека рацете на политичарите се врзани и затоа не се случуваат вакви работи кои де факто не негираат нас како народ, не негираат нас како држава и во целина се срамни. Господине Николски, од прославата на Пелинце, каде што браќање имаше премиерот Зоран Заев, ќе одвојам две работи кои многу бодат очи. Едната се однесува на еден дел од говорот на Заев, а тоа е моментот кога зборуваше за соседна Бугарија, велејќи јас сум уверен дека Република Бугарија е пријател и дека е многу блиску денот кога и македонскиот и бугарскиот народ ќе се уверат дека Бугарија нема да биде пречка на Македонија, на што ја темели ова негова сигурност дека Бугарија ќе ја тргне блокадата и нема да биде пречка на патот на Македонија кон Европската унија. Дали Заев со ова негова изјава подготвува терен за прифаќање на бугарските уцени и условувања и каква порака према вас испрати Заев од Пелинце? И втората работа е тоа што за време на интонирањето на македонската химна, премиерот Заев и Љупчо Николовски, кои беа во друштво со вториот премиер Артан Груби, неа пееја македонската химна. Од кого се уплашија Заев и Николовски, од Груби или од соседството? Убаво прашање. Видите, прво
што се однесува до квалификациите за Бугарија како наш пријател. Тие се не само неосновани, тие се надвор од умот, ако сакате. Тоа е исто тако како за време на Втората светска војна некој да зборуваше па фашистите се наши пријатели, тие нели така ја водат сметка за Македонија. Тоа е апсолутно на тоа ниво. Бугарија води агресија против Македонија. Тоа е еден тероризам невиден во меѓународната историја, разбирате, во светската историја, а вие цело време зборувате, тие се наши пријатели, ние ќе се договориме и слично. Тоа се прво погрешни пораки за Софија. Вие им кажувате дека не се кидајте, ние ќе капитулираме, вие само продолжите со вашата неприфатлива, нецивилизацијска, антиисториска политика, разбирате. Значи, тоа е еден дел од медалот, а другиот медал е дека вие де факто цело време чекате момент кога треба да капитулирате. Ако вие не одговарате на нивниот објаснувачки меморандум, кој не прави нас светски злосторници, кој е документ официјален, дистрибуиран из целиот свет, а вие го игнорирате. Значи, вие ги приваќате се таму обвинување дека сме биле 20.000 бугари по Втората светска војна, сме прогонувале 100.000 и слично, зашто веќе сме зборувале. Значи, велам, тоа покажува дека не само што нема никаква политичка стратегија, туку дека нема ни политичка одговорност во формулациите кои се пласираат и во категоризацијата и квалификацијата на бугарските политики, кои се неприфатливи, агресивни, тие водат отворена студентска војна против Македонија. Вториот дел од вашето прашање се однесува на пеење на химната, па јас ги разбирам како да ја пеат химната, која таа веќе е депласирана. Ако ние веќе прифативме дека македонска држава нема, а подпишаа нашите во нивици, како можете сега да пеете денес над Македонија се раѓа? Која Македонија? Македонија нема како држава. Тоа исто како да викате мојот Мерцедес, а возите Фијат, разбирате. Тоа се работи кои де факто само не се завршени. Значи, македонската химна е веќе жртвувана и е прашање на момент кога ние ќе мораме да ја менуваме. А веројатно тоа е оставено така да се случи за време на преговорите со Европската унија, која ќе речат, не може да каже нити Бугарија, нити Грција, ќе чекајте, извините, вашата химна не одговара на државата. Северна Македонија не е Македонија, тоа е нов политички ентитет на меѓународната сцена и тоа не е воопшто соодветно со името на државата, односно тоа што треба да го представува. И уште една работа има во тоа. Знаете, бугарите цело време нас ни се обраќаат со браќа. Какви браќа? Ние не сме браќа со бугарите. Ја не се чувствувам дека сум брат на било кој бугарин. Нашите треба на тоа да реагираат. Да кажат, добро, ако вие нас не викате браќа, ние ќе викаме сестри, нашите бугарски сестри. Разбирате? Тоа е оди до таков абсурд што ние немаме никаква политика, толерираме се и покажуваме дека не знаеме што сакаме. И уште нешто околу договорот од нивици. Што мислите? Зашто во тој договор не беше прецизирана употребата на трговските марки? Затоа што ако сето тоа околу химната дека треба да се промени, дека мора да се промени, дека трговските марки, дека се што е македонско ќе припаде на Бугарија, односно на Грција, тогаш во Македонија ќе настане револуција. И затоа тие со договорот од нивици ни ги подсекоа крилјата, али не ги досекоа, оставија да се досекуваат понатака. Затоа што биете уберени иако тогаш дадоа рок дека во рок од 3 години треба да се решат тие трговски марки и брендови, разбирате, ништо не е направено, зашто се уште смета дека ние сме премногу ранети и чувствителни и треба да почекаме. Бидете сигурни дека ништо што од ова Македонија нема да оди ни вино, ни патлиџан, ни што сакате во светот како македонско. Веќе би тоа северно македонско. Така да, кој ќе еднош навлезете во калта, вие само повише пробајдете. Македонија влезе во калта, тврдејќи дека го зајакна идентитетот, а ние идентитетот го причиме секојдневно. Господин Николски, пред да го поставам прашање, само едно подпрашање околу ово што говоревте. Што треба да се направи? Како ова што вие го говорите? И што многу често, скоро на секое ваше гостување, меѓутоа и гостување на други
аналитичари кои што ги имаме овде на македонски корени, секогаш го говориме ова кон каде не води оваа власт. Што треба да се направи за ова што вие го говорите, што не очекува понатака, да стигне до ушите на гласачкото тело и да каже доста е веќе. Треба да прекинат. Ова исто како некоја болест во некое семејство и треба некој према медицината да го прекини, да се реши на операција за да ги сочува наредните генерации. Што треба во овој случај да се направи за ова да допри до ушите на оние кои што слепо веруваат за една четка за заби и за една паста за миење на заби го продаваат нивниот глас? Видите, народот одлучува на крајот. Неколку избори помина, народот сето ова не го регистрираше и де факто им даваше потврда дека оваа гарнитура на власт треба така да продолжи. Еве сега и вие објавивте дека закажани се за 17 октомври следните редовни локални избори. Еве нова шанс. Македонија нема да прави револуции, нашиот народ не е таков, разбирате, трпе и трпеите се премногу толерантни и трпеливи, али изборите се тука. Ако на овие избори повторно оваа гарнитура добие поддршка, тоа значи дека народот се прифаќа да му прават што сакаат и да го разнебитуваат на секојдневна основа. Во случајот со Бугарија, која се е клучен наш така противник, душман, непријател, кочничар, блокатор на Македонија и така натака, треба потхитно да им се каже. Сакате договорот за пријателство кој го наметна после многу долги уцени со поддршка на други странски сили, да обстане тој договор или не сакате? Ако тој договор за пријателство не може да биде основа за ваши блокади и за уценување. Или прекинете со блокадите и оценувањата, или договорот да откажуваме. Кај нас таква политичка спремност нема и тука треба да биде уште поагресивна опозицијата, која ќе покаже дека алтернативата е да се одбрани македонизмот, кој е веќе доведен во своите финални етапи на разнебитување, или, ако продолжиме така, алот ни е што еди народот во калот. А како ќе искоментирате, односно изанализирате изјавата на шефот на дипломатијата Бујар Османи дека Илинден бил многу важен и за Бугарија, токму во време кога Бугарија го негира идентитетот на македонските револуционери илинденци? Дали ова негова изјава всушност е подкрепа на сомневањата дека Заев веќе ги има прифатено бугарските барања и уцени? Видите, бугарската претходна министерка Захариева за дворешни работи во интервју за германскиот European весник, кој излегува и во Лондон, и во Париз и така натака, за германскиот изјави дека Заев во преговорите околу договорот за пријателство ветил дека ние сме македонци од 44-та година, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот и дека тоа мора да се реализира. Значи, таа не може да лаже, таа има и други сведоци сигурно. Тоа покажува дека ветувањата се дадени. Меѓутоа, кога зборуваме за Османи, Османи често пати, кога го следите што изјавува и што зборува, тој повеќе личи на министрот ворешни работи било на Косово, било на Албанија, отколку Македонија. Меѓутоа, за ова конкретното околу тоа дека Илинден е важен и за Бугарија, јас не би можел да го осудувам или да го обвинувам односно за било што, бидејќи тоа исто го изјавуваат и нашите политичари. Па да ве потсетам дека Пендаровски рече дека Гоце Делчев е бугарин кој се бори за Македонија. Мислам, тоа таква, извините, али глупост во основата не би смело да каже било кој на улица човек во Македонија, а не председател на државата. Значи, таа се повторува во изјавата на Заев која спомнавте дека се тие пријатели наши, разбирате, и дека ќе не поддржуваат. Тоа се покажува една погрешна политичка, една погрешна политика во основата, погрешни политички ставови кои се артикулираат и кои даваат апсолутно погрешни сигнали не само на противничката страна, него да се разбереме. За целиот тој галиматија стојат и Европската унија, а пред Соединените американски држави, кои се менаџер на сите наши досегашни порази, и тоа со такви изјави тие добиваат само нов сигнал, доказ дека се на прав пат и дека така треба да продолжи. Господине Николски, како го оценувате обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во Ташмаруништа
И како ќе го прокоментирате неговиот повик за окрупнување на опозицијата и поголема излезеност на народот на избори? Пред се она изјавата дека обединувањето треба да покаже кој е машата на Заев, а кој има намера да води автентична политика на народот и дали отворено вперување на прстот од страна на Мицковски во оние кои нема да го прифатат обединувањето, дека биле испостава на Заев, беше само до нив или до гласачкото тело за да внимаваат на кого му ја даваат довербата за да управуваат со државата и со локалната власт. Видите, опозицијата во целина има исправни ставови кои и Мицковски ги реафирмираше во Ташмаруниште, разбирате, меѓутоа мислам дека треба да биде многу поагресивна. Се работи за се биде или не. Мицковски многу јасно кажа дека за нив те никогаш нема да го прифатат договорот од нивице и тоа е добро. Днес имат премногу јасно изразено околу договорот со Бугарија, меѓутоа мислам дека основата е горе-долу иста. Велам, во политиката има пропаганда. Пропагандата која води нашата опозиција е релативно слаба, недоволна во споредба со да потсетиме како се однесува СДСМ после изборите кои ги изгубија во 2014 година. Разбирате, тие истата вечер, кога беа прогласени резултатите, кога беа затворени уствари, не беа прогласени резултатите, беа затворени гласачките кутии, тие прогласија бојкот, дека не ги признаваат резултатите. После се дуваше шарената револуција, тоа не е наша измислица, тоа се модели и теркови кои ги ширени светот ЦИА и другите тајни служби, направија кампови пред собранието, пред владата, разбирате, така да тие агресивно се однесува со широка поддршка од надвор, се разбира, се додека не ја срушија владата во 2016 година. Значи, работата, се што се случува во држава, од пожарите кои спомнате на почетокот, па се до односите со Бугарија во конкретниот случај, па и со Грција, ако сакате, се негативни на долгорочно за земјата. И тоа треба да се искористи максимално со една агресивна политика и да се разобличуваат уште пожестоко сите тие погрешни политики на власта, зашто велам, во спротивно одиме веќе сме на работа од една бездна и ако не продолжиме со агресивни политики против ова што се случува во државата, работите ќе се одвиваат на погрешна насока. Од она што се случува на Македонија со оваа власт во последниве 3 до 4 години, очигледно е дека евроскептицизмот е пораснат, а вратите на Европската Унија и понатака останаа затворени, како за Македонија, така и за... Не се исклучи. Господин Николски не се исклучи, верувам дека ќе се врати повторно, ќе почекаме да се врати господин Николски. Тука е господин Николски, се изгубивме, меѓутоа добро е што еве повторно сме заедно со нас. Јас ќе го повторам прашањето доколку ме слушате, потврдете само дали не слушате. Да, ме слушам, сосема добро. Ево ќе го повторам прашањето. Од она што и се случи на Македонија со оваа власт во последниве 3 до 4 години, очигледно е дека евроскептицизмот е пораснат, а вратите на Европската Унија останаа затворени како за Македонија, така и за Србија и Албанија. Одејќи по тој пат Македонија го загуби името и идентитетот. Неколку дена пред големиот празник Илинден се одржа Европскиот форум за регионална соработка, каде што Зоран Заев беше домаќин. Таму се сретна Еди Рама, Александар Вучич и Зоран Заев и намаса повторно го ставија познатиот мал Шенген, но сега со ново име Отворен Балкан. Ова идеја најде на различни толкувања. Сведоци сме дека Македонија веќе 30 години е жртва на туѓи интереси, ние го говоревме, односно вие го говоревте и вечерва тоа. Вие како човек од дипломатијата, како ќе го потолкувате, односно изанализирате овој проект и дали некој со ова веќе ја фрли сламката за спас на Заев од политичка пензија и кој би можел да биде тој некој? Видите, прво мислам дека евроскептицизмот навистина се расте во Македонија
и тоа е во секој случај добро. Чудно е како се уште тој евроскептицизам не е 100%. Кој ќе имате предвид што се ни прави Европската Унија од почетокот на 90-те години по распадот на Југославија и на независна Македонија до денеска, па секој нормален човек треба да каже што подалеку од нив. Иако велам, во принцип македонскиот интерес, нагласен македонски интерес е да бидеме членка на Унијата. Тоа е едно цивилизацијско достигнување и европско и во светски размери и ние треба да направиме све што е во наша моќ да станеме дел од таа организација, од таа интеграција. Меѓутоа, се има своја цена. И ако цената е неприфатлива, тоа треба да се, онака што вели анблок, да се без размислување одбие. Значи, кај нас е чудо што тој скептицизам не е огромен. Значи, нашиот народ повторно е трпелив и толерантен и прифаќа работи кои се во суштината неприфатливи. Во однос на вториот дел за така наречен мал Шенген или сега отворен Балкан, видите, има сериозни критики во држава од разни аспекти, меѓутоа да се разбереме. Тоа не е измислица на Македонија, нити на Вучич, кој нели прв беше тоа што го заговараше, тоа е американска иницијатива, нема никакви дилеми. Доказ за тоа, најдобар доказ е кога Вучич и поранешниот косовски премиер Хоти беа во Вашингтон, кај тогашниот председател, разбирате, Трамп, Косово официјално се задолжи, се прифати дека ќе се вклучи во иницијативата. Тоа е најдобар доказ дека Америка стои за тоа. Сега се прашуваме зашто па Европа покажува Брисел, односно Европската Унија одредена резерва. Тоа е затоа што овој концепт е на некој начин конкурентен на така наречениот берлински процес кој го започна Меркел и кој водеше во истата насока, што поблиска соработка меѓу земите од Балканот, преостанатите земји кои не се членки на Унијата. И тука навистина има одредена колизија и Брисел ради тоа мора да тактизира, бидејќи Германија најважната членка е во прашање, така нејзина иницијатива. Меѓутоа, тој процес е апсолутно позитивен, затоа што очигледно е дека Европската Унија нема намера да се проширува во следните 10, најверојатно 20 години. 20 години, знаете, не само за поединецот, него и за државата е долго време. Плановите се прават краткорочни на година, среднорочни на 5 години и долгорочни кои се само некакви визии, разбирате, и проекти на 10 години. А ова се работи за 20 години, значи нешто што никој не знае што ќе биде и како ќе биде после 20 години. Ако се има тоа предвид, дека Европската Унија, членството во неа, утре да ги започне преговорите, кои се пак од некој начин наша непотребна обсесија со која се манипулира со народот, Македонија нема да стане членка најмалку за 15, јас би рекол за 20 години, а можда и никогаш, разбирате. Според тоа, ние мораме да се развиеме, да одиме напред. Ако постојат тие граници на Балканот, кои што постојат, мали земји, разбирате, кај што камионите чекаат со денови често пати, па патиџаните, ако ги извезуваме во Германија, не може да стигнат, ќе скапат во меѓувреме, мора да се бараат тие и да се спроведуваат тие мерки, односно начини на кои функционира Европската Унија. Зашто само така ќе се приближуваме ние до Брисел. А тоа значи отворени граници, најширока соработка, разбирате, и тоа де факто го нуди проектот Отворен Балкан. Отворен Балкан значи интерес и на Македонија, и на Албанија, и на Србија, иако тие две земји имаат малку понагласени интереси, бидејќи се поголеми, на тој начин веќе албанците ќе живеат во една држава, србите во еден добар дел, бидејќи мислам дека не е спорно. И Косово ќе голтат кнедлата, Курти премиерот кој сега се малце прета и се буни, ќе си легне на брашно. Јас не знам зашто Босна и Херцеговина е против тоа, веројатно под влијание на Брисел. Црна Гора веројатно сметат дека се блиску до Унијата, тие од 2012 година преговараат, веќе 9 години преговараат, што не е точно. И тие се исто далеко од Унијата, колку што сме и ние, или малку да поблиску, што не менува ништо. Мислам дека и тие три земји, поготово по притисокот на Америка, ќе се приклучат и тоа веќе ќе биде еден
простор од речиси 20 на милиони луѓе, кој веќе ќе биде релевантен, кој движењето без граници ќе овозможи побрз развој сите неспорно и ќе ни приближи унијата. Ако вака стоиме меѓу себе разделени, конкурентни и без некаква соработка со проблемите кои ги има унијата околу проширувањето и противниците на проширувањето кои се нагласени во Германија и во Франција, мислам дека никаде нема да стигнеме. Тој проект кој велам е наметнат и добро е наметнат од американците, ова е еден од ретките позитивни притисоци кои се вршат во Македонија, нема да го, како се вели, ослободат од било каква вина за другите грешки кои ги прави нити премиерот, нити неговата гарнитура на власт, бидејќи и договорите со Бугарија и од нивици и законот за албанскиот јазик се неприфатливи, се антиуставни, се незаконски и затоа ќе мора да се одговара еден ден. Најдобро ќе биде тоа да се случи политички и побрзо да дојде до смена на власта, бидејќи со оваа власт очигледно Македонија не може да смета на некој напредок на поширок план и евроинтеграција и слично, така да на крајот од денот се сведува свепак на нашите гласачи кои треба да кажат дека оваа политика која го разнебитува и државата и македонскиот народ е неприфатлива и мора да се дигнеме над неа. Резолуцијата за црвените линии во преговорите со Бугарија, која ја поднесе ВМРО ДПМН, ја изгласа откако СДСМ преку амандман го промени текстот и ја метна новата наметната кованица ОНАНС. Ќе се придржуваат ли политичарите до оваа резолуција? Дали со оваа резолуција и дефинитивно се забетонирани македонските црвени линии или пак се уште има простор за манипулации и простор за различно толкување на оваа резолуција, со што ако владата на Заев остане на власт подолго време, секако користејќи ја токму оваа резолуција ќе ја докречат Македонија. Видите, во целина резолуцијата сама по себе е исклучително важен документ и корисен документ со кој Македонија застана зад една политика на непопуштање, на не срамење и понижување која до сега се спроведуваше. Значи, тој документ не е максимален, тој е резултат на состојбите во државата и еден баланс кој беше можен да помине во собранието, а велам, ако вие се обидувате да ги регулирате односите со Бугарија, а во еден таков документ да не ги спомните македонците тамо, кои се уште бројно малцинство, без никакви права, чрез потребно на сите универзални, мислам, декларации и светски нормативи, тоа покажува дека вие не сте погодиле целта. Меѓутоа, велам, во дадените услови, тоа е важен документ, исклучително важен документ, кој сепак ја обврзува и ако читаме тамо дека не сме да се прифаќа, еве тука е пред мене значи преговорите да се водат на равноправна и принципиелна основа, а никој до сега не беше така. Секогаш ние бевме онаа страна која беше со свиткан рбет, разбирате, или кај што се инсистира на автохтоноста на македонскиот народ, неговиот јазик и историја и слично и така натака, тоа сепак нови моменти кои обврзуваат. Меѓутоа, кога вие велите дали тоа значи дека тие црвени линии нема да се прекршат и прескочат, разбирате, па ние да не забораваме, уставот го кршевме, не го почитувавме, ние нашиот устав го преговаравме во нивите со странска држава, што е криминален чин. И ако некој се осудуваше и осмелуваше да го игнорира уставот на државата, а слушате, уставотворноста, односно кршењето на уставот е најтежок злочин што може да се направи една држава, што останува една резолуција. Али велам, таа сепак дава основа затоа што без неа тие што преговараат и што спремни да капитулираат имаат брзани раце. Знаете, ова е еден исчекор во позитивна насока, да се надеваме дека ќе се почитува од наша страна, али велам, сега ќе имаме аргумент
кои ќе покажуваат дека некој навистина се однесува неодговорно, се однесува надвор од неговите овластувања и за тоа треба да одговара. Така да тоа е клучот на таа резолуција, али таа треба да се поздрави и уште нешто ќе кажам што кај нас баш никој не го има артикулирано, ми се чини дека е важно. Интересно беше што ја прифати опозицијата, односно опозицијата, власта, таа декларација, таа резолуција. Јас лично и тие прво, кога се појави резолуцијата, ја бев апсолутно против, разбирате. Таа, де факто, ги критикуваше отворено нивните политики. Исто така беше скоро и го критикуваа и албанските партии. Знаете, и таа оди против нивните интереси. На крај сите гласа. Сега се прашаме како беше тоа возможно, зашто се случи тоа, па велам, логично објаснување, немаме за тоа никакви докази, е дека сепак американците оваа прилика, да не испаде дека за све се виновни или одговорни американците, во оваа прилика тие одигра позитивна улога, што влијае да и опозицијата и албанците гласаат за резолуцијата. Знаете зашто? Затоа што бугарите се преценија. Бугарите сакат преку ноќ да не разнебитат нас и да не уништат како народ, да не фрлат на ѓубриштето од историјата, и тоа не оди во интерес на не се поклопува во американските интереси, во американските политики. И бидејќи Софија не се остави никаков простор за било какви отстапки или компромиси, сега знаете и тие се наоѓаат во небрано, зашто тие ги добиваат по прашање оние клучни американски интереси. Значи, тоа разнебитување на македонците останува како нивен клучен интерес, меѓутоа тоа мора да и постепено. Не можете вие да е народ да избришите преку ноќ, како што сакаат бугарите. Така да, ова се сега позитивни исчекори на американската страна, која велат чекајте некои работи, треба да одат постепено, да не одат насилно, бидејќи тоа може да предизвика и контрареакција. Ќе потсетам дека слично се случи и со Албанија. На времето, не е ни важен поводот, во Албанија власта зазема позиции агресивни, разбирате, жестоки, кои беа пресилни и пребрзи за американските интереси, исто така Вашингтон ги удри по прсти. И некои наши дори врвни аналитичари река, готово големо албанскиот проект паѓа во вода. Јас тогаш реагирав, не се кирајте, тоа е само моментално незадоволство од агресивноста, од преамбициозноста на тирана, да не ги сруши оние трајни планови и долгорочни планови. Истото се случува сега, мислам, кај нас, али велам, во секој случај резолуцијата е изнореден потек, многу користен и да се надеваме дека ќе ги даде плодовите кои ги очекуваме. Ви благодариме, господине Никовски, да ви посакаме убав викенд, останете ни во добро здравје, заштитени и во добра мисла. Секако пријатно до слушање и довидување за скоро овде на Македонски корени. И беше задоволство, многу поздрав за сите во диаспората, не ја заборавајте Македонија и целата помош која давате на главната опозиција, бидејќи поддршката на малите партии не води никаде. Ви благодарим уште еднаш, имајте си убав викенд и остануваме во контакт. Пријатно. Поздрав.